Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Даница Павловска. Даница Павловска е меѓу годинешните добитници на високата награда на град Скопје 13 ноември од областа на архитектурата и урбанизмот, се разбира. Честитки за наградата. Но таа награда не е непосредниот повод Даница Павловска циги денеска да е овде во Дистрикт на Цивил прес студио. Таа е првиот гушкач на градскиот трговски центар. Јас би додал првата гушкачка на цело Скопје. Се разбира, таа нема толков распон на рацете и од време на време и низ низините прсти скринзнуваат некои урбани монструми по Скопјево и покрај незината посветеност, како вела јавноста, што е познала и со срце и со душа на Скопје и на урбанизмот, на градското и урбаното. И неа и на сите нам не никна, нели, пред наши очи дивоградата Скопје 2014, но и громозорните урбано-мафијашки монструми, како во Девармало, Киселвода, Карпош и да не набројувам, си знаат скопјани. Туку Даница пред некој ден и напиша писмо на новата градоначалничка, на Даниела Арсовска, да ја предупреди и или да и се додвори, или да и се закани, ќе слушнеме од неа. Ќе го откриеме тоа сега и овде, како и за уште по нешто и за Скопје, и за љубовта за градот, за борбата за урбаното, за естетското, за поделбите и поразите во низините битки за Скопје и за Македонија и за уште по нешто, но да не одземам од ова многу кусото време. Даница Павловска, добре дојдете во Дистрикт Цивил прес студио. Па покрај ова што го кажав, не реков само дека сте, не знам дали сте уште дека бевте алпинистка, што уште за гледачите на Дистрикт ќе каже за себе Даница Павловска? Добро најдов пред се, драго ми е што сум поканета и што можеме да поразговараме за актуелните теми, па еве попат и за мојот лик урбан или каков и да е. Да, драгоценно е времето и ќе го потрошиме, се надевам, на нешто што е рационално и од корист. И затоа, ако треба да почнам со некоја кратко представување мое, тогаш да кажам да, јас сум архитект пред се, но по вокација сум просторен планер. Инаку потекнувам од Скопје, од центарот на Скопје, тука сум израсната на бившата улица Маршал Тито. Го чувствувам Скопје како својму припаѓам, едноставно да не кажам дека сум заљубеник во градот и така уште од мали ноги носе се определив за архитектура, односно нешто што ќе му помогне. Ова влюбеник на Скопје, тоа значи и вие сте многу тажна. И јас сум тажна, меѓутоа сам истовремено и среќна што го имам Скопје. Од каде ова циги? Аха, циги. Така те знае Скопје, скопјани, скопјанки. Да, па има приказна, ќе мора накратко да ја кажам, затоа што потекнувам од такво семејство посветено на природата, одевме по планини и по карпи. Циги на германски значи коза. Јас бев девојче и девојка и млад човек кој што ги сака предизвиците и се баве. Не само со планинарство, туку со алпинизам, така. Козата е символ на упорност. Така, алпинистите ми го даваат тоа име. И докаде е во моментов... Имам нешто друго што е многу битно. Мене ми значи, тоа е дека на Карпата на Матка постои една патека, Смерги викаме ние, кој што да носи моето име. Тоа е исто како да имате улица со свое име. И тоа ми е доста подносно, трагите. Да се надеваме дека нема да добие некој име од некоја сопруга на Аминта трети или не знам што. Тоа не може да се смени. Неуморна во борба за заштита на значени објекти и на јавниот простор. Зошто во ред влюбеник во Скопје, сите скопјани сме влюбеници во Скопје, како и секој граѓанин во својот град или во своето место, нели? Зошто живот посветен на тоа јавно да се искажува таа љубов која е врзана исклучиво со борба за Скопје, нели? За урбано и за естетско. Па добро, тоа е можеби и една страст во мојата професија која што има ширина. Може навистина да делува професионално на многу полиња. Знаете, ние создаваме услови за добар живот. И тоа е многу добро да го имате како мисија. Се што ќе детектирав, што може
да влијае, каде што можеше да се оправа според мојата процента. Јас го искажував и го поставував, како да кажам, на јавната сцена. Некогаш не беше тоа само јавен простор. Тоа може да во сферата на културата, во сферата социјалната сфера, во економската, како и да е. Меѓутоа, тоа е дел, ако е дел или некоја точка во урбаното живење. Успеавте да турнете во борбата со власта еден член од Законот за урбанизам или за градежништво? Ќе ме подсетите, што добивме ние граѓаните со тоа што на Уставен суд падна тој? Да објаснам што е тоа што падна на Уставен суд и тоа е еден процес. И колку помогна? Тоа е еден процес кој што бараше напор и правна помош, меѓутоа се заврши позитивно во однос на правдината. И заправо и сега е добро што го нема, зашто тој и даваше на владата, значи на некој кој што управува со државата, право на одлучување за некаков посебен интерес кој што не се знаеше што е. Така да тоа покриваше некакви можеби теснопартиски интереси или лични или ова, и тоа беше дрско и безобразно, а вградено во законот. Таа дисонантност јас ја посочив, ја обжалив на Уставен суд и тој член 50 од Законот за професионално урбанистичко планирање е паднат. Вие добивте аплаузи за тој ваш труд, се разбира пред се од колегите, но и од скопската урбана јавност, но од друга страна не помогна многу. Урбаната мафија, ќе зборуваме за тој термин малку подолу во емисијава, не помогна, алчноста е преголема воопшто на луѓе, на политичари, на бизнисмени. Тоа го има секаде, тоа е во човечката природа, меѓутоа треба да се воспостави еден систем правен, или ако е оно што е директно врзано со мојата професија и темава што ја експлоатираме во главном кога се зборува со мене, тоа е просторно урбанистичкиот систем. Тој има слабости, меѓутоа таа злоупотреба, таа, како да кажам, дрска и можеби и навистина манипулативна. Добро, не култура, не изживеаност, што ни се случува? Општа некултура кај политичарите е многу позната. Тоа е затоа што донесуваат одлуки без да консултираат одредени специјалисти, експерти, луѓе кои што ја знаат сферата во која што е одлуката што ја донесува. Така не никне и Скопје 2014 без пошироки консултации со асоциации на архитекти, на урбанисти и така натаму, на естети. Наше горко искуство до консултации не можеше да дојде затоа што ние не можевме да допреме. Јас тогаш бев председател на Асоциација на архитекти на Македонија и имав непријатна улога да водам една фела цела која што не може да допре до оние што одлучува. Сега со овој член што вие успеавте да го турнете, тоа малку е контролирана власта? Да, со членот мислам, исклучено е да се направи нешто од посебен интерес, но кога го спомнуваме Скопје 2014, кој што е дефинитивно еден налудничав перформанс, кој што е многу слоевит и многу тежок за разрешување, никој не се нафаќа тоа да го разрешува. Ете, таа власт, тој режим, ако кажеме, беше заменет од друг, условно кажам, режим, и не се зафати затоа што е тоа деликатен проблем и затоа што бара еден студиозен пристап, но истовремено и предизвик. Значи, ние на градот го деформиравме, ние додуше имаше други цели, некој идентитетски инженеринг, имаше Скопје 2014, еден сосем друга позадина и една друга интонација и пред се многу скап. И таквото нешто и сега за да се разрешува со оглед дека има импликации, знаете, тоа зрачи културолошки, создава една деформирана колективна естетика. Се навикнуваме. Да, се навикнуваме на нешто. На кич се навикнуваме и тоа е тоа траорното, трагичното. Да, а и самиот чин да интервенција на објекти кои што имаат своја
своја порака, како што напише владата, например, или било кој, да се интервенира на нив како нешто што е. Но добро, ајде да излеземе од ова Скопје. Вие го спасивте ГТЦ, го гушкавте. Не ми јасно зашто владата не ја гушкавте на времето, или сите не ја гушкавме. Се сеќавате, нели? Да. Имавме таму еден друг обид, друг поинаков обид. Одевме, сакавме да одиме на суд, да што беше жив авторот. Авторот, архитектот, професорот Моличковски е жив. И сакавме во тој правец да ги штитиме авторските права. Архитектите создаваат своји авторски дела кои што за жал не се заштитени. Немаше почит никој него, никој тој символ на градот. Тука е повеќе димензионално е тоа, али дефинитивно се работи за едно културолошко ниво, едно цивилизацијско ниво на луѓето, ако на нив не им значи објект кој што е така. Колку се сеќавам, се побунија, ако можам тој термин да го употребам, и станарите на кулите покрај Вардар, позади градскиот трговски центар, и тие требаше да бидат облечени во барокно руво, дадоа отпор. Не успеа парко браните пред нивните балкони и прозори да се кренат тие 2-3 згради државни монструми. И тоа беше еден изблик многу искрен, честен од млади луѓе кои така, што сакам да кажам и со црквата и со тие протести така натаму, урбаното Скопје го ја изгуби битката. Што вели Даница Павловска? Делумно, не, јас сепак сум негде длабоко во себе оптимист. И не само оптимист. И како оптимист да го преселиме Скопје на некоја друга лива, дали да почнеме? Па ја почнеме? универзална, ја спасив. Така? Знаете што? Тука јас и вие имавме еден спор околу универзална. Јас се застапувам да се крене скроз, па ако може наново некоја реплика да се изгради, да, но мислам со тој стар материјал да се спасува, не знам што ќе излезе од тоа, но вие сте поексперти и постручник за тоа и го јас се потпирам на експертските мислења повеќе отколку на моите емотивни, иако мислам дека тоа што го имаме во сеќавања, па макар и за настаните во универзална, тие се наши настани, ги носиме со себе. Утре во некои други простори ќе се случуваат културни настани, важно да се случуваат културни настани. Има тука и етничко едно прашање. Универзална е дел од солидарната помош светска. Да, тоа не смееме да го изумиме. 30 држави собраа пари, бугарска компанија само ги градеше и така натаму. Сите тие потези на солидарност од светот треба да се испочитуваат на било кој начин. А можеше и еве може таа да се обнови, да се користи пак со мал капацитет кој што не задоволува, градот ќе си направи нова сала. Павловска почитувам, но нас не се случуваат дебар мало, кисела вода, сега треска ќе почне да ми се случува, ќе за холидеј, партингот и така натаму. Зборуваме често и по пароли, и по протести, но и вака и во жаргон, па и новинарската фела и граѓанската фела, па и вие во вашата, нели, архитектонско-урбана област употребуваат термин мафија. Значи, ние за мафија може да гледаме филмови, да читаме книги и така натаму од Кум 1, 2, 3, па не знам до кој. Но кога зборуваме за мафија овде кај нас и кога зборуваме за урбана мафија, ајде да ни и мене и на гледачите да им стане малку јасно каде почнува, каде завршува или кој е врвот, а кој е дното на урбаната мафија. Ланецот не интересира. Дека е ланец, а дека нема врв и дно исто така е факт. Тоа е, една имагинарна структура која што ги познава законите, познава и целиот правен амбиент, значи не само и она што е често и си ги адаптира за своји потреби, може до тој степен дрскоста да е. И тоа е таа улога на власта во самата мафија. Мафија е еден жаргон дефинитивно, не може тоа да се каже тоа е ова, па има лидер, па има не како мафија што имаме пред. Без кум, мафија без кум. Да, без кум. Веројатно многу кумови има. И затоа и обстојува. На секоја локација има кум, веројатно. Па може и да се најде некој кум кој што ја води работата на некој простор, меѓутоа тоа функционира, тоа е еден подсистем. Многу е страшно. Тоа е толку врзано со корупцијата да јас очекував да структурите кои што мора да се борат против корупцијата заради нашиот европски пат, заради потребата и чистотата на живење, дека ќе се изборат со тоа или бар да го намалат. Мислам дека тоа многу тешко оди. Така да мафијата, ако така го именуваме тоа, е нешто што
ќе треба многу време за да се исчисти. А ако нешто се прави против... Но, зошто е битно? Битно е, кога кажувам подсистем, да системот биде јак и добар и квалитетен. Значи законите да немаат дупки, да не може да се тек така. Да, но очигледно тој систем го прави овој подсистем. Да, го Тој продуцира. систем ја прави оваа урбана мафија. Да. Нас, ајде, еве, го ставаме Скопје 2014 нахалност на една власт, што го нарековме режим, нели, не само ние, во сите меѓународни извештаи на Европска комисија и така натаму. Но нас не се случува кисела вода, не се случува Дебармало, не се случуваат многу квартови во Скопје кои беа познати призајме спрат, два спрата најмногу. Се кренае монструми, го загушија градот, луѓето купуваат станови од цела Македонија тука. Ја можам да разберам дека собственик на куќа има право да се шири семејството, деца растат и така натаму. Но има ли сили државата, на колку години, на кое време се менуваат тие урбанистички планови, да им помогне на тие наследници, да им даде други локации, да си го зачеда, ова, како се вели, оно старото урбано јадро на Скопје, како нели често Љубљана ја спомнуваме за пример. Да, Љубљана е прекрасен пример, меѓутоа Љубљана е резултат на здрава урбана политика. Да, зборуваме дека треба да имаме законска базичност, правна базичност и тоа е добро и тоа е единствено можно само преку тој систем правен да се гради добра урбана политика. Али кој како ќе гради за своето семејство или таквите интереси кои што се врзани за семејство, индивидуа и така натаму е нешто што доаѓа од квалитетот на урбаната политика. Друго ми беше зборот. Све е ова последица од маргинализираност на урбанизмот како област обществена дејност, многу битна за живењето на градот, за таа заедница, за тој организам, за тоа чудо што се вика град. И тоа е, урбанизмот е и наука и практикум. Значи, има... И култура на живење, веројатно, да. Низ него се создава културата на живење, а истовремено се негуваат и традициите. Мислам, има социјална димензија, културолошка, многу висока. Да, јас го покренам прашањето. На ова околу Holiday Inn, ќе се задржиме малку и на таа локација, на паркингот, кој веќе го градија, веројатно се затвори паркингот и почна да се гради. Да, станарите во населбата, тие поддржуваат затоа што веројатно ќе добијат некаква стамбена сатисфакција, живееја навистина во рурални. Толку ли ова општество, оваа држава и овој град не најде сили, тој кварт да им даде на тие луѓе, да им помогне со кредити, си стана собственици, да се изградат уште по еден спрат на своји нови куќи на тие плаци. Не знам дали тоа ќе беше решението да се изгради. Што е решението тогаш кога сите цело Скопје е против паркингот на Holiday Inn, што е решението? Јас имам неколку чекори по кои што треба да се дојде до решението и тоа го напишав во еден напис за цивил. И се уште стојам до тие мои определби, од кои што може би првиот чекор нема да се направи зашто е изминато време од кога го пишував тоа, меѓутоа тоа е наша работа. Професионалците тоа треба да го направат. Политиките се тие кои што го оставија ново мало старите стотина куќи. Момент ги оставиле да живеат во такви услови, што значи не смогнала снага државата да ги расчисти, ние тоа го викаме, значи тоа да го сруши зашто е субстандард. Значи, како вреднување... Што значи да се сруши? Значи, експроприација, станови, договор, локација. Има многу начини, тој е процес кој што трае од кога е државата. Значи, тоа е системот, тоа е патот. Тоа државата не го направи. А ние што правиме наеднаш 20 катници? Во целата таа конструкција многу е битно да се има економска исплатливост. Што значи треба да се гради нешто што ќе го исплати тоа што ќе се расчисти за да тоа се изгради. И таа формула обично се прават физибилити студии, нели, на изводливост. Да, но кога станува, се извинувам, кога станува збор за централното градско подрачје, нели треба државата тука градот да субвенционира? Не може секојаш да има профит и ќар од секоја локација. И тоа го потурнуваше на богат инвеститор, што самата не беше не е богат инвеститор. Го потурнуваше да тоа дојде на дередже да стои како неуреден простор, делумно паркинг, делумно живеат, делумно пренамени се добиваат и еден, како да кажам, едно поле, една локација на која што допрва требаше да изградиме нов белег на градот, односно на државата. Како ја објаснувате
Нели ќе го спомнавме Танге. Де- Па на Танге аксијалата по која што се развива Скопје, како што ние Да, го чував за крај како совесно, добро го Али отворивте вие. дефинитивно тоа е центарот кој што и во тој концепт е центар, епицентар на државата, не е тоа се беше само на Добро, од Танге ништо не научија генерации од политичари, нешто ајде вие научивме, архитекти, нешто урбанисти, да. научивме. Ние кажуваме, Вие во научивте, но што имплементацијата научи ние- политиката, тоа прашувам, ништо не научи, не. Политиката не се стекнува, не се учи, не се ни за едно решение на Не се учи од функција, нели? Не, тоа е сосема друго. Добро, ајде да се вратиме на Холидеин. Како се случи државата за да заокружи парцела, еве да објасниме накратко, да продаде 70% од својот дел на приватен инвеститор кој располага со 30%. Зошто не беше обратен процес, па тука државата, градот да изграде некој парк, некој езерце, некоја фонтана, нешто? Да, не е нешто ситно, би требало да е крупно секако, да не заборавиме. Да не заборавиме дека е тоа сензитивна локација од огромен значај, есенцијален значај и дека треба така да и се приде. Но приказната за Holiday Inn е малце компликована. По однос на тоа компликована, долга е, треба да зборуваме повеќе од 15 минути само за да го представиме патот. Околу оформувањето на локацијата, до оформување го викаме ние, ние имаме, законот овозможува да вие имате од една урбанистичка парцела, значи нешто што е дефинирано со урбанистички план, да вие имате 30% и тогаш остатокот, ако е државен имот, а државен беше во случајот на Holiday Inn, значи оној паркинг, не на оние приватници кутичките, не, тие 70% државата ќе ви ги продаде, во случајот тоа го направи министерот Цугаревски за некоја мала пара, тет-а-тет, го продаде и вие си ја да оформите. Мала пара за државата. Пара да не испадне мала пара за личноста што ја спомнавте. Во тај смисла мала пара за државата. Не знам колку е за личноста, има кој да се грижи тоа да го истражи, да го докаже и меѓутоа инсинуира. Неверојатно нема за личноста, да не обвинуваме. Тоа е бескрупулозно да се продаде наше земјиште, наше државно земјиште, што значи државата го откупила од. Тоа ми е прашањето. Нели можеше државата да откупи кога располага со 70%, да откупи 30%, па да види што ќе прави со тоа, а таа продава 70%. Обратно пропорционално е нешто, не е логично. Што е обратно пропорционално, него е нелогично. Зошто би го продала? И Македонската православна црква има имот, Скопската епархија. Да, они се дружени инвеститори. И Македонската православна црква никогаш не се изјаснила за својата духовна улога во однос на култивирање верско, духовно, како и да е на народот. Можно ли е нејзино, под нејзин притисок и влијание, сега, ајде јас малку шпекулирам во прашање, дали е можно под нејзино влијание да се случи оваа трансакција, трансфер на државното земјиште во приватно? Сега можам да објаснам како се вовлекла црквата во целата работа. Таа имала некаков свој имот порано, собственост, така викаме ние. Значи, дел од оваа парцела, која што се дооформувала со тие 70% што ги спомнуваме, е и на црквата. И таа станува со новите собственици еден конзорциум кој што одлучува што понатака. И таа се сложува, влегува во таков еден бизнис проект во кој што заправо се дооформува парцелата, се предлагат станови да се градат таму, значи нешто се отстапува, не е тоа, и се предлага, односно се спроведува план кој што нема легитимитет. Што би можела Македонската православна црква да добие од тој објект? Запамтете го ова за Holiday Inn. Деталниот урбанистички план е без легитимитет. Ќе дојдеме до тоа. Само да завршиме со Holiday Inn. Да биде проектот, бизнис проектот и архитектонскиот проект легален, ако нема детален урбанистички план. Така, ајде вака да се вратиме само на МПЦ и собственоста. Веројатно ќе добие компензација во некој градежен објект, во станови, во делен простор и така натаму. Ајде да се надеваме, може Народна кујна ќе отвори негде на 6 спрат, колку се високи зградите, нешто ги смалува. Нека биде на терасата на 20 кат. Не, може да ги продаде, не е во ред тоа, не, се може да се направи. Со парите, ова е така. Што би правила црквата со парите? Ќе гради нова црква или пак ќе подели нешто за за пансиони за бездомниците, можеби, нели? Црквата е независен субјект, како може тоа, нека каже црквата што прави со досегашните пари. Ние сме и сведоци дека црквените
поглавари живеат Даница Павловска, раскошено. во реченица две, време во навистина муабет има, но некако брзо имене ми истекува. Урбанистичките планови, еве, вклучително и со овие што ги спомнавме сега. Зошто толку често се менуваат? Кој градоначалник како ќе дојде, која власт ќе дојде, во тек на една година поеднаш два пати се менуваат, се дополнуваат, се вадат, што се случува? Тука ли е влијанието на таа мафија за која зборувавме на почетокот? Може би тука нашла простор мафијата да делува, меѓутоа добро е да урбанистичкото планирање го следи развојот на градот, затоа што тоа жива материја. Меѓутоа, тоа се тие урбанистички планови кои што се најниски во хиерархијата. Значи, тие го одлучуваат соседството, малото, Зборуваме за деталните. Збориме за ДУП, детален урбанистички план. Над него постои ГУП, генерален урбанистички, кој што е стратешки највисок документ за градот, и кажува каде и како тој ќе се Сакавте развива. нешто да ни цитирате од ГУПот? Не, тоа сакам да го да, може да го кажам, затоа што тоа е една од поентите која што требаше да ги препознае градоначалничката нова. Ке се префрлиме на таа тема, затоа што ова со плановите, урбанистичкото планирање Да, нема крај. Не, е нешто што треба да го знаете како жива материја. Ние во плановите буквално го обликуваме животот. И така треба и да се разбере. Добро, да се покаже не функционираат јавните расправи. Има точно временски чекори кога може да се менува и колку може да се менува. И пошто е наука, тоа се параметри, тоа е екзактика, не може да се одстапува од тоа. Има правила, се знае, се работи за сообраќај, се работи за од Тоа животен значи дека значај. градоначалниците на општините Да не се оставиме. надлежни да објаснуваат на граѓаните што ќе се прави, туку треба вие од фелата да дојдете и им кажете на луѓето Тоа е што треба, веќе што не треба. излипена фраза. Веќе не ја простите на повторувам. терминот. Но градоначалничката, јас си го пратив писмото. Јас сакам сега да ве прашам за градоначалничката. Прво, зошто на Петре Шилегов не му напишавте писмо и напишавте писмо на Данела Арсовска, на новата Што градоначалничка она почнува, награда? Шилегов си заминува. Што можам на Шилегов сега да му кажам на почетокот? Јас имав прием кај Шилегов и кај него разговарав и Шилегов ми ја даде наградата 13, и тоа не сега пред 3 години. Не ви ја дал Шилегов, ви ја дала комисијата. Тама работа. Он ми ја врачи. Да, тоа е. кога ми ја врачи, во тој момент јас одржав говор. Да, а Данела не беше таму. Зборот ми е, значи јас имав прилика во претходните 4 години да влијам колку што влијаев на Шилегов и видов дека не можам. Во многу работи не се сложувавме. Јас се повлеков. Простете на оваа мала провокација, вака Ништо, да биде, треба да се знае да биде приказна. подинамично, но еве ја кажете знае, приказната. треба да се знае. А на Данела Со Шилегов јас имав и некои работи кои Сигурно. На Данела- Знаете дека имаме ние проект за пешачка зона, кој што е потекнат од пред Јан избори го Гел. промовираше како Не, тоа е многу од пред избори. Тоа го направивме затоа што беше тука еден светски авторитет во обликување на јавни простори во градовите, Јан Гел и со негов тим, ние направивме анализа и се е подготвено пешачката зона да се прогласи. Инако Скопје како главен град е на Македонија меѓуводно и Скопска Црна Гора е убава долина за така убав да се испланира еден град, да биде естетски убав и урбано функционален, Има перформанси, дефинитивно, но треба да се трансверзала. Кажете ми да се вратиме на Данела Арсовска, новата градоначалничка, и напишавте писмо. Да, во први Јас на почетокот најавив. Кој е мотивот да ја предупредите, да и се заканите, да и се додворите? Зошто вие сте Например, значи останува заканата. Или предупредувањето. Не, Или закана. Ајде одиме на терминот укажување. Може ли така? Да, еве сега ќе го објаснам. Значи, јас добронамерно и се обратив, дури мојот мотив го објаснив во првиот пасус од моето обраќање. Така да незе е јасно зошто е тоа, кој и зошто и се обраќа, да може да продолжи да го чита. Меѓутоа, целото писмо морав да го сублимирам во неколку реченици, да кажам без Тоа се вели во новинарството, глава на веста, нели, Така. Лидо, тоа од дома, гледам некоја надградба имате и во оваа професија, се извинувам, продолжете. Да, нешто сум научила. И сега, поентите кои што сакав да ги препознае и да ги како сознанија нови практикува во својата политичка акција. Тоа е како прво ГУПот, генералниот урбанистички план, да се отпочне подитно, зашто бара многу време, многу студиозност и
партиципативност и транспарентност и зборот ми беше дека за таквото нешто треба една усилена динамика. Значи ја чека крупен залак. Тоа е едното. Второто беше дека постојат партиципативни тела во општините, каде што градот е хиерархиски повисок, кои што се уствари представници на граѓаните, не само на професија. Тие треба да рефлектираат оно што е потребно и како Ајде треба. уште еднаш јас прв слушам што е тоа Во секоја општина има партиципативно партиципативно тело, од кого е составено, каква е хиерархијата, Она кому знае, одговара, кои се функции. Ако се подготвила за оваа функција, знае, тоа е со научи, не е законот. Локална се учи, самоуправа и така натака си имаме ние степен. Од што е составено, од какви луѓе? Партиципативно тело се представници на жителите на општината. И тие треба да пренесуваат, освен што општината има своји советници во советот на општината, имат и партиципативни кои што треба да влијае директно во одлуки. Тоа се посебно стручни луѓе или Не, граѓани? Не. Тоа се граѓани. Тоа е порота некој вид може да именуваме? Некој вид порота, меѓутоа урбана порота. поактивна, интерактивна. Значи интерактивна, битно е да се искористи тој механизам кој што го предвидува законот за да се воспостави диалог со жителите, со населението, со граѓаните. А го имаме ли? Имаме како не, јас сум член во такво тело во општина Центар. Освен што шанса за Центар ги поддржувам и така натаму во последниве избори и очекувам да има промени. Значи во овој правец битно е да има некаков помак, промена и не само тоа, една отвореност. Ние мораме за проблемите отворено да решаваме не само во партиски интереси, ни прецен за луѓето кои што живеат тие. Тоа е една флоскула која што не ќе ми да ја повторувам. Значи, тоа е многу битно. И третата поента беше, затоа кажувам, тоа се сугестии, тоа е писмо на кое што не мора да одговори. Не ни очекува. Не сум јас институција. Нека ги осознае оние работи кои што и ги сугерирам добронамерно, нека се движи во тој правец, нека и надградува. Но третото е нешто што значи ова струката. Немаме Министерство за урбанизам, треба да има значи едно управувачко, еден конструкт управувачки, стручен, професионален по однос на архитектура и урбанизмот, што е доста и културолошка една категорија, али треба да во својата управа, во својот тим треба тоа да го има. Некогаш имаше, не знам, главен архитект, некаде имаше, не знам, комисија, некаде. Не е битно. Само таквото нешто да ја напаја и да ја дава термин или ќе погрешам некоја урбана естетика која ќе не само обликува. естетика. Јас цело време кажувам урбанизмот не е и архитектурата не е само естетика. Не Реков само урбана естетика, мислев на просторно на особено не и само урбана естетика. Значи нешто многу повеќе. Таквите организациони поставености не сум ги измислила, еве Љубљана е таков пример. Нивниот заменик градоначелник е веќе 15 години тоа. Значи тој цело време го потурнува урбаниот живот на градот и го обликува. Сакате да кажете градоначалници се менуваат во Љубљана, заменикот останува бидејќи има таа улога во градот? Не, градоначалникот добива на избори зашто го има таков заменик и цело време Љубљана цвета. Така. Таа спрега е многу битна. Сите добиваат тоа. Не само тој што е на власт, туку ние како корисници. Дали сме прекротки и како граѓани, а и вие како организација и архитекти и урбанисти? Вие бевте долго години или еден добар период преседателка на таа организација. Малку во последно време, или ја имам таков впечаток дека како да е повлечена, како да ја нема, како недоволно да се бунтува, да не покрени нас јавноста, нели, за убавото Скопје за кое зборуваме. Ќе се фатам за терминот во последно време, што тоа значи. За мене, ние како тела, не никнува Холидеин, не никнува, не знам, универзална, никако не можеме да се договориме што да правиме, нели? Не е продукт на... Не никнуваат, не знам, монструми во сред најурбаните, нели, во градското јадро и така. Системот не функционира, па дури кога може своите слабости да ги надмине со одлуки, со добра политичка волја, тоа не го прави. Тоа е тоа. Ние имаме асоциација на архитекти на Македонија, која што
Зборот ми е, функционирање. треба ли да Има и бидете малку, комора. простите на терминот, пореволуционерни, да речем? Побунтовни, побргави? Најверојатно тоа е до менталитетот, она што кажуваме кротки сме, такви сме како народ. Но има и нешто друго. Ние сме и многу млада држава. Нашата државност треба да созрее. Нашата Мафијата не ни живеана, да дозволиме Треба да се да живее, да се збогати, да биде посрекна, тогаш сите ние да бидеме, нели, позадоволни, посрекни. Животот посветен на Скопје, Даница Павловска Циги, добитник, годинашен добитник на високата и престижна награда. Сеедно, на наградата 13 ноември Скопје. Дали со оваа награда Скопје ви се одолжи или вие уште побаја ги должно? Никако не ми е должно. Јас го обожавам градот и не го доживувам Тоа како метафора, велам, должно. Не во ниедна смисла. Па вие му давате наградот, тој не ви возвраќа со својата урбанизација, убавина, нели, деформации. Ми возвраќа. Секогаш ми возвраќа. Мојот град валјда има некоја убавина која што е неуништива, која што јас си ја препознавам онака како што некој таму што одлучуваше за таа награда препозна мој напор, па сакаше да ме награди. Тоа е тоа. Да, мислам дека никогаш нема да биде идеален, меѓутоа сите гревови му... Жалите за шпанските скали што ги нема? Не, секако. Триумфална треба да се сруши? Триумфалната е дел од Скопје 2014. Дали треба да се сруши триумфалната? Нека испита некој, нека каже. Јас како архитект душа ме боли да кажам нешто да се сруши. Треба да знам зошто тоа да го направам. Затоа што ако сме дозволиле да се потрошат 680 милиони евра за Скопје 2014, не смееме да дозволиме да тоа нешто трае неказнето ако е лошо, или да се санкционира на некаков начин кој што може да се осмисли. Може да објавиме оглас, дајте како да ги решаваме објективе, што да правиме со ова. Има таму девастиран простор од тој проект Скопје 2014, каде што триумфалната е најмало, ситна работа. Девастиран до толку да не може да се врати во претходната состојба, например, регулацијата на река Вардар. Таму имаме објекти, не можете да ги срушите тие 6 објекти. Излегува дека Скопје сепак ќе треба да бара за својот строг центар, нов центар некаде, нели? Затоа е погодно. Нели? Јас дистрикт Цивил прес студио, Даница Павловска Циги, ви благодарам. Благодарам на поканата, драго ми е, може и друг пат да поразговараме за се што е актуелно.